Денес го пречекуваме Ламбе во една многу сериозна средина, во нашето студио на Република, каде што обично имаме политички дебати и мислам дека и денес може нешто такво да почнеме да разговараме. Али прво, кажи ни, се враќаш по долго време, една година е релативно долго време и одма со некоја си разголеност во видеоспотовите, таков те немаме видено, дали тоа? Не, па, прво здраво на сите. Првиот мој албум Море од солзи, на каверот имаше една таква, да речем, разголена слика. Ништо експлицитно не беше тоа, но во овој спот се појавам сосема на пола од тоа, значи до тука. И не знам, така беше замислата за видеото, кој го изработи Фабрика продукција, сценариото е на План Б. Мислам дека е едно интересно видео кое до сега во песните мои не се појавило таков начин на снимање. Има доста модерни ефекти, модерно видео пред се. Се појавува и Маријана како еден екстра модел кој е и фитнес инструктор и мислам ќе им се допадне на сите, иако можеби не мојот дел, можеби повеќе на Марија делот. Добро. Дали тоа значи дека и целата твоја музика сега ќе биде нормално? Треба да очекуваме нешто различно од тебе кога веќе се враќаш. Имаш и различна продукција, ама пред се твојата музика, што ќе видиме поинаку од тебе? Па добро, оваа песна е дело на Јован Јованов комплетно. Јас на албумот ќе соработувам со него, ќе соработувам и со други автори од КНС. Така да кога се состанувавме, имавме една дилема каков правец да земе тој албум, односно моето искуство да се поврзи со моите години, со тоа што треба да се слуша и излезе. Оваа песна е без разлика што има една баладична мелодија, спакувана во еден модерен клубски ритам. Во иднина мислам дека песните ќе останат тоа што бев јас, значи со примеси на рок, на ако може да се каже така, и ќе имаат еден малку по-балкански призвук. Добро. Веќе имаш песна Земјо моја, да речеме патриотска, што би ја кажеле, а сега доаѓаат и оние понуди од владата за песни кои што баш промовираат таква патриотизам или многодетно семејство. Што мислиш, ќе се најдеш ти во некој од тие проекти? Па не знам, таа песна беше испеана за Евровизија. Искрено текстот носи една друга порака, освен Земја моја. Може би ќе се најдам, не знам, ако ме повикаат, ако се вклопува сето тоа, зашто да не. Кажи ни за новата соработка. Дали како заврши твојата соработка со им2? Дали имаш тука некој скандал или едноставно реши ти да продолжиш понатаму, нов лист, нова продукција и се ново од Ламбе? Добро, периодот кој мене немаше се посветив на приватни обврски и сето таа приказна која како М2 мене ме роди, да речам, и ме направи во македонската естрада, може би така требаше и да заврши така последните неколку денови си размислувам, бидејќи успешно завршивме со еден проект Великденски концерт. Некогаш е поубаво да се прекине кога си достигнал некој високо ниво и мислам дека тука се заокружи се до тоа. Ние остануваме пријатели, остануваме дел од музичката сцена и соработката нова, па не знам, Христијан План беше еден тим кој се млади, ентузијасти, амбициозни, кои сакаат да, значи, кои гледат повеќе да остават нешто на сцената, отколку да соберат. Имаме доста планови, имаме убави идеи, кои се надевам дека ќе се реализираат повеќето и очекувам успешна соработка. За сето тоа ќе пресуди публиката. Така. Добро, Кристијан веќе има искуство да однесе некој на Евровизија, рече дека еве не ти е баш некоја цел Евровизија тебе. Па, искрено, може би убаво како искуство да се има во еден, да речам, во едно портфолио на пејач, но не ми некоја голема цел за да се појавам и да настапувам на Евровизија. Сепак еден голем фестивал, убав фестивал, се гледа многу
широко и надвор од Европа. Но за сега концентрирани сме на Македонија, значи на тука на оваа цена. Може би нешто Србија, Балканот. Значи се тоа ќе биде не со цел да се создаде имидж, односно фама дека ме слушаат во Србија, едноставно зошто да не кога може и тука. Така. Прво е настапот со Джибони, следно од тебе. Мислам се разгледа многу други настапи за кои што ти ќе ни кажеш. Дали Джибони е мега звезда Хрватска. Со кој пример, макар било од Хрватска или од Србија, ти сакаш да се најдеш на сцена? Со Здравко Чолич. И јас. Не знам, тој е еден од моите омилени пејачи кои сигурно во денот го слушам еднаш два пати покрај другата музика, сигурно низ пат кога возам пејам од него или пак нешто така. Но да се вратиме на темата, Джибони исто така пејач и звезда која повеќето од колегите го пеат на настапи, на концерти, така исто и јас. Има неколку песни кои го оцртуваат него, кои нема кој не ги знае. И чест и задоволство ми што ќе бидам дел од тој проект. Ќе настапувам со мои песни во ново аранжманско руво и сето тоа ќе биде да речам дотерано од Елена Лука кој се погрижи за мој стајлинг, како и за спотот, така и за концертот и за фестивалот и за видно. Што друго за Джибони? Треба да се дојде да се види, да се ужива. Така. Може се да ни кажеш малку и за приватниот живот, значи. Веќе слушнавме како си ја побрал твојата веќе сопруга за жена, гледавме слики од свадбата, но откри нешто поинаку, како ти е. Макар што е малку, 2 месеци, али сепак. Мене ми е супер искрено, тоа го посакував, тоа не треба да се одбегнува како јарем зададен од Бога, што многу млади го тргат, мислејќи дека немаат кола, дека немаат стан, дека немаат работа и така натаму. Искрено, не би откривал многу за мојата приватност. Од секогаш се трудам да биде така, но некогаш не успевам. Така. Барем каде ќе живеете, ќе бидете Скопје, релација? Ќе бидеме на релација Скопје Битола, базата ќе биде Битола. Што да откријам нешто, имавме прекрасна свадба, прекрасна венчавка во манастирот Свети Јован Бигорски. Имавме убави гости од страна и пријатели кои живеат надвор од Македонија. И едноставно, не знам, може би кратко време, 2 месеци помина од свадбата, да кажам како е искуството да се биде во брак. Баш денес прочитав дека баш поради една твоја фотографија од свадбата каде што ти држиш твојата рака на стомачето на Магдалена. Па сакаш да откриеш за сега или? Не, па дај Боже тоа да се случи, но тоа е тотална дезинформација. Значи, во иднина внимаја како се фотографираш. Ето, сакам да меѓу другото правиме муавети дека ќе настапуваш со твој бенд од Ресен сега или од Преспа, како? Да. Па таму сум во околината. Не сум локал патриот, да се разбериме, но имавме искуство во мојот бар во Преспа, заедно со нив и така млади момци, Градус се вика групата, се договоривме да пробаме заедно да функционираме. И ќе те придружуваат и на следните настапи? Да, значи ќе пробам да ова сето моје враќање биде на еден позрел начин, значи покрај песните, настапите, појавувањата, стајлингот и така натаму. Стајлингот рече Елена Лука? Да. Постојано? Па добро, сега По-сериозен ќе бидеш? на по-официјални и големи. Така е, затоа и те викнавме во многу официјално студио. Да ни Па да знаев ке го донесев и костум. Да. Дали има нешто што јас не прашав, сакаш да си го потенцираш? Па не знам, искрено толку во последно сум интересен дека се враќам како Да. бидејќи не бев одсуден. Така што мислам дека се имам кажано и едноставно не треба многу зборување, треба да се слуша повеќе музика. Не знам, како порака да се
не знам, да се сакаат, да се љубат луѓето, да се помалку можеби лицемерни и бидејќи сето тоа на крај правдата ќе стигне. Така. Уште едно кратко прашање што навистина заборавав да те прашам. Во едно неодамно на интервју на телевизија не ја пушти бројаницата од раце. Да? Да. Често си. Па да, искрено сум навикнат тоа да го имам врага и често ја подавам или ја поклонам на некој бројаницата. Искрено мене не ми е дел од накитот, да речем. Таа ми служи за молитва и за ништо друго. Има многу, како да кажем, моменти кога се заборавам дека имам раце, можеби сум негде јавно, така да ето така се случило, можеби си ме заприметила. Така, добро. Значи, следно сега ќе го видиме твојот видеоспот. Да, мојот нов видеозапис за новиот сингл. Земни си. Земи се, да. Ти благодарам на многу сериозниот муабет. И фала што не се смееше многу. Да, јас ти благодарам исто на поканата, благодарам на Република и се гледаме за некои уште посериозни теми. Баш, договорено.